civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Почитувани, на Facebook страната на политичкиот лидер на партијата Македонски концепт и вработен во Министерството за одбрана на Република Северна Македонија Петар Богоевски, во последните неколку денови континуирано се шири говор на омраза. Со своите објави на Facebook страната и на приватниот профил, истиот предизвикува национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост. Тој исто така јавно шири говор на омраза против ромската заедница, против припадниците на исламската заедница, чии што објави се во спротивност на темелните вредности на нашата држава. На 24 мај тој објави пост во кој вели, цитирам: "Глумицо една, јас не сум ти крив што се мразиш себе си и кожата ти српска во која си се родила. Не сум јас крив што си го мразиш племето свое од каде потекнуваш." Овој пост и овие зборови се наменети за припадничката на бошњачката заедница Мерсиха Смаиловик, која десетина дена е мета на континуиран напад и говор на омраза на Facebook страната и профилот на лицето Петар Богоевски. Преку овој пост се шири расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Посебно поради бројните коментари и споделувања на овој пост, тој достигнува до голем број корисници на Facebook. Се негира и се понижува идентитетот на нашата заедница, потикнувајќи расна, етничка и друга дискриминација, омраза и нетрпеливост. Во бројните коментари, на кои му реплицираат сограѓаните, тој покажува висок степен на нетолеранција и говор на омраза. На лице кое е припадник на бошњачката заедница, на еден негов коментар, Петар му реплицира: "Не ви дојде памет уште, во 90-тите, уште сакате", директно повикувајќи на геноцид, агресија, силувања и уништување на бошњачкиот народ, кој што во времето на агресијата која што се случи на територијата на Босна и Херцеговина од 91 до 95 година. Со овој говор на омраза, истиот шири и верска и национална омраза и повикува на насилство кое имало смртни последици за народот во Босна и Херцеговина. Затоа бараме кон Петар Богоевски да се преземат соодветни мерки согласно казнениот законник на Република Северна Македонија. Ви благодарам. И без да ја барам поддршката ја добив, како што еве на денешната пресконференција при поднесувањето од бројни невладени организации од бошњачката заедница, но исто така и ромската заедница излезе со поддршка, кои што и тие се здружени во одредена коалиција, како две најпогодени заедници од неговиот континуиран говор на омраза. Дали можеби некоја од организациите ве одби? Пријавивме, како што кажавме, за говор на омраза, поднесов пријава во пред првиот пост до Македонскиот хелсински комитет, но потоа бидејќи продолжија неговите постови, моментално ќе покренеме постапка за вознемирување, бидејќи постовите се континуирани. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.